Има позитивни реакции за изборот на представите изминатиот период, дека се воведува една поинаква програма, би рекла, од она што бевме навикнати. На што се должи пред се тоа? Како дојдовте до идеја дека треба да се внесат, не знам, поинаков тип на текстови, други режисери, почна да циркулираат многу повеќе луѓе, па имаме гости, актери од други театри. Да. Тоа сметам дека би требало да биде и практика. Значи, гости и актери од други градови, мислам дека треба да имаме, бидејќи првиот момент е промоција на самите актери, другиот момент е новост за публиката, каде што, например, струмичани се навикнати да ме гледат мене и моите колеги секој пат. Додека кога ќе влезе нов лик, тоа станува нешто интересно и нешто ново, каде што ја поттикнува публиката да дојде и да гледа нешто ново. Додека за делата што беа за минатата година, за 2022, се од претходната година аплицирани дела, каде што двата проекти беа аплицирани, а другиот, третиот беше поканет гостин. Бојан Трифуновски беше поканет со Циркус Пирандело, а Кора од Портокол во режија на Драгана и Лизалота и Месец мај во режија на Спасе, тие беа аплицирали овде, па си беа избрани. Колку сте задоволни од посетеноста затоа што следевме дека постојано се распродадени картите предвидени за театарските изведби. Колку сте задоволни? Има ли зголемување на посетеноста, поголема раздвиженост од страна на публиката во самиот театар? 2022 година можам да кажам дека така по статистика дека околу 30.000 луѓе го посетиле Центарот за култура. Во делот на театарските представи има голема одскочна даска. Мене тоа што ме радува е фактот и што веќе го спомнувам неколку пати, е дека младите почнуваат да доаѓаат во театар, што нели, младите се движечка сила и ако тие не се едуцираат и ако не знаат што е тоа театар, како тие треба да се однесуваат, мислам дека е џабе се понатаму. Се надевам дека сега и годинава дека ќе си расте тој број. Убаво е што, например, барем месец декември беше малку кнап месец, така да кажеме, излеговме со 2 премиери за возрастни, една премиера за деца. И покрај сите празници, покрај сите тие новогодишни забави сепак имаше посетено, што е еден голем поздрав, првиот момент за струмичката публика и пошироко, бидејќи знаат да ценат и знаат да дојдат во театар и да гледат. Беше ли напорно да се изведат? Тоа го зборувавме дека многу премиери се за толку кратко време. Беше ли предизвик за ресурсите на самиот театар да може да се изведат представите, да се подготват? Искрено да. Беше... Во кој дел ви беше најголем предизвик? Најголемиот предизвик беше затоа што знаете дека Центарот за култура е една сала и треба да бидеме отворени за сите. Значи има настани каде што салата е зафатена. Во истите тие термини, по правило, треба да имаме проба со представите. Си пред премиера и треба, например, да си има генерална представа, генерална проба. Во моментот има настан. И тука станува некои тие потешкоти. Например, ако се 2 различни згради или 2 различни простори, тоа може да се изведе. Ама тоа беше моментот каде што беше многу напнато. И не знам, само со поддршка и со целосна поддршка од страна на колегите, значи од целиот персонал, мислам дека успеавме да сите заедно да излеземе на крајот со сето тоа што се случи на крајот.